Пијани литургија Зеро во режија на Дејан Пројковски во сабота премиерно на сцената на Штипскиот народен театар. Оваа представа говори за малиот човек кој има постојана потреба да ја бара смислата на животот, но и да ги остварува своите соништа и амбиции, објаснува Пројковски. Една представа која што зборува за современиот човек, современите односи на сите нас. Или како што вели Чехов за малиот човек. Малиот човек кој што има големи соништа, заглавен во животното блато со големи амбиции за да полета. Малиот човек кој што секаде околу нас го сретнуваме на улица, но и малиот човек кој што секој утро самите го гледаме во огледалото. Односно една представа која што зборува за постојаната потреба на човекот да ја бара смислата на животот, додека, како што вели еден филозоф, дека животот на земјата е всушност она време што го поминуваме сите планирајќи како еден ден ќе живееме и ќе бидеме среќни. Всушност, справењето на сите тие планови е времето кое што го поминуваме во нашиот живот. Потписот на музичкиот дел во представата е на Горан Трајковски, кој вели дека из ова театарско дело создал музика, која заедно со сценографијата и костимографијата неприметно го надополнува режисерскиот концепт. И оваа представа, како и сите други, ќе биде полна со енергија, со акција, со големи контрасти, скокови, падови, нормално драмски. Музиката во театарската представа не е наменета за слушање, туку да биде неодвоив дел од самата представа и да не се надвиснува над представата. На некој начин треба да биде неприметна и споена. И според мене успешна музика за театарска представа е она музика која што нема ни да биде забележана дека е како музика. Нема да стрчи, нема да отскокнува, ќе биде составен дел од самата представа и споена во целото тело на таа театарска представа. Театарската сцена во Пијани литургија Зеро е претворена во напуштена спортска сала, која всушност ја символизира и умешноста на човекот, кој за да преживее во секојдневниот живот е приморан да жонглира, објаснува Пројковски, кој по 8 години пауза сега повторно работи со актерите од Штипскиот театар. Во животот ние за да преживееме или да ги оствариме нашите соништа треба да знаеме многу вештини, треба да жонглираме со семејството, да одиме по греда со колегите на работа, да бидеме на трапез, не знам што, така што сето тоа бара многу вештини и многу често сме падни стани по справите и од така некако стигнавме до решението зашто сме всушност во една спортска напуштена сала, тоа е салата каде што кога добро би ги направиле елементите, всушност тоа би проработиле нашите соништа. Така што таа спортска сала е една наша застарена фабрика за производство на соништа. Представата Пијани е работена по текстови на Хајам, Вирипаев и Достоевски, а е поддржана од Министерството за култура.